Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија. Добар ден, понеделник, 2 ноември, време за уште еден кворум на радио Слободна Македонија. Јас сум Бојана Димитриевска, водител и уредник на политичкиот магазин. Неодамна социјалдемократите ја раскинаа коалицијата со ВМРО-ДПМН во Кичево, која што беше формирана во пресрет на локалните избори во 2013 година. Која е причината за растурањето на коалицијата? Дали СДСМ ги става партиските интереси над државните? На оваа тема, но и за законот за забрана за објавување на бомбите, изборните правила и изборите, денеска разговарам со пратеникот Благоја Деспотовски од ВМРО-ДПМН, народен избраник од Кичевскиот крај. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден за сите слушатели на Радио Слободна Македонија. Деспотовски територијалната поделба во 2004 година донесе прекројување на општинските граници, па така постојаната територијална организација во Кичевскиот регион доживеа промени. На последните локални избори во Кичево се судрија етнички концепти. На едната страна бевте вие како кандидат од ВМРО-ДПМН, поддржан од СДСМ, на другата страна Фатмир Дехари, од ДУИ, поддржан од ДП. Се водеше битка и за Кичево и за Струга. Коалицијата Кичевчани за Кичево за време на предизборието функционираше, чинам, безпрекорно со оглед на тоа што имав можност да дојдам во Кичево и да видам како тоа изгледа на терен. Една ретка слика СДСМ и ВМРО-ДПМН да делуваат заедно. Што се случи сега? Која е причината за излегување на СДСМ од коалицијата? Најпрво да кажам дека многу ми е жал што СДСМ од Кичево излезе со едно такво соопштение, затоа што, да знаете, договорот што го постигнавме со СДСМ пред локалните избори 2013 година, можеби ќе биде урник за сите идни генерации во Македонија како треба на честни основи да се направи коалиција за стратешките интереси на граѓаните. Значи, ние и на државно ниво ќе треба партиите да имаат за сите стратешки прашања за Република Македонија, за името, границите, јазикот и сите важни работи за граѓаните на Република Македонија, за сите стратешки цели и СДСМ и ВМРО-ДПМН треба да имаат заеднички интерес и заеднички договор. Од тоа нема отстапување. Јас мислам дека сите држави во светот имаат таква стратегија и тоа мора да се почитува. Ние во Кичево направивме многу честна коалиција. Значи, таа коалиција беше на многу честни основи и дури подпишавме договор, што лично јас го подпишав и председателот на СДСМ од Кичево. И тоа беше со една единствена цел да покажеме дека ние, граѓаните на Кичево, имаме свој став за сите прашања што се однесуваат на граѓаните на Кичево, затоа што нас не сметаше да биде градоначалник албанец или германец или било што да е. Значи, ако е добар, ако се работи за име што ќе значи и за граѓаните и за човек што ќе направи за граѓаните на Кичево, нема проблем. Но вие знаете со каков концепт се судривме ние во Кичево и сметам дека таа коалиција Кичевчани за Кичево требаше да продолжи и се надевам дека сите граѓани на Кичево, независно на тоа што СДСМ излезе со своје соопштение, тоа се однесува за нивните партиски членови. Но обичните граѓани на Кичево таа коалиција секогаш ќе ја носат во своите срца и ќе ја чувствуваат и секогаш која ќе треба ќе ја искажат. Тоа не беше коалиција на две партии, тоа беше коалиција на еднакво мислење на сите граѓани на Кичево и сметам дека СДСМ тоа го направи од дневно политички цели, сметајќи дека се наближуваат парламентарни избори, па сметаа дека на таа основа ќе добијат дополнително гласови, но граѓаните на Кичево и на Струга знаат добро кој ја направи територијалната поделба во 2004 година. Кичево беше изгубено со тој закон за територијална поделба во 2004 година, тоа го знаеа сите,
Но во 2009 година се одложи спојувањето на 4 општини Зајас, Вранештица, Другово и Осломи и затоа победивме на тие избори. Јас како кандидат на ВМРО ДПМН во тоа време многу убедливо ги победив сите други кандидати. Имаше уште 4 кандидати, 2 македонци, 2 албанци, ги победив сите 4 према 1. Но тоа не е важно. Важно е што во 2013 година граѓаните на Кичево, осем албанците, покажа дека имаат чувство за иднината на Кичево, дека сакаат Кичево да напредува, да оди кон Европа, а не да се враќа во минатото. Тоа беше коалицијата Кичевчани за Кичево и таа ќе продолжи во срцата и умовите на сите кичевчани. Така, вие бевте градоначелник на Кичево, сега сте пратеник, народен избраник од Кичевскиот крај. Што се гради во Кичево во овој момент? Дали може да ги подсетиме, еве слушателите на Радио Слободна Македонија, што се владата во соработка со пратениците донесе за овој крај? Најпрво да кажам дека ми е задоволство што додека бев градоначалник реализирав над 300 проекти за граѓаните на Кичево. Значи, локални патишта, улици, канализации, водоводи, училишта, паркови, се она што можев да го направам, го направив. И мислам дека не можев повеќе затоа што буквално секој ден работев за Кичево, не бев на одмор 4 години, не појдов на годишен одмор, се со една цел да ги направам сите проекти што ми беа во програмата. И тие проекти, дел од тие проекти, поголеми, сработивме со владата на Република Македонија. За една работа ми е многу мило што ја изградивме слободната индустријска зона во која сега дојде америчката компанија Key Safety Systems и се надевам покрај неа ќе дојдат уште многу затоа што ова е реномирана америчка компанија што ќе вработи некаде 1000 лица и покрај неа ќе дојде сигурно и друга компанија затоа што знаат дека условите за бизнис, местоположбата на оваа слободна економска зона е многу добра и во тој дел ќе имаме и уште нови работни места. Но исто така, владата на Република Македонија го почна најголемиот проект за Кичево, се надевам во наредната година ќе почне и автопатот кон Гостивар, значи се почна автопатот од Кичево кон Охрид и Струга, кој е голем проект, кој вреди над 350 милиони евра и кој на терен се одвива многу добро и се надевам дека и пред време ќе биде завршен од кинеската компанија Синохидро, затоа што таа компанија има реализирано многу добри проекти во Кина. Овој проект за нив е помал, иако за нас е многу голем. Како што кажав, во исто време треба да започне и изградбата на регионалниот пат од Извор до Бошков мост, што ќе значи поврзување на Кичево и Дебар и скратување на патот за околу 60 на километри. Сето тоа се големите проекти за Кичево. Се надевам сигурно дека ќе почне и изградбата на автопатот од Кичево до Гостивар, затоа што таа делница, како што знаат и сите слушатели на оваа емисија, дека патот од Гостивар до Кичево обилува со многу кривини, има преку зимата снежни наноси. Така и многу сообраќајки. Да, на таква, баш тука поминав. Сега, значи, многу ќе придонесе изградбата на тој автопат за сите граѓани на Република Македонија, посебно за кичевчани, но и овој пат што сега се гради од Кичево до Охрид, да знаете, јас работев во полиција пред 10 години, 15, најмногу сообраќајки имаше во подрачјето од Другово до Лавчани, во местноста Лавчанско речиште, каде што имаше излетување на илјадници возила во зимскиот и есенскиот период, така да се надевам дека сите проекти за Кичево ќе продолжат и исто така сега кога е актуелно ова за здравство, ако сите зборуваат, да кажам една голема работа за сите кичевчани,
во Кичево се гради болницата, што беше почната во 1992-3 година. Така. И од тогаш се уништи, се зарасте, се искраде. Значи, се растури тоа што беше изградено, имаше внатре и парно грејење, и прозори, и ова, се тоа се растури и сега, пред 2 години, почна изградбата на болницата и се надевам наредната година Кичево ќе има нова болница што вреди некаде над 3 милиони евра и што е многу добро за сите нас. Така, правиме пауза, време за реклами и продолжуваме со разговорот на тема закони во собрание. Кичево 94,3 FM. Реклами. Македонија е земја на градители. Славиме, градиме и победуваме. Бетон ја гради Македонија. Приказната продолжува. Пеко повторно има фантастично изненадување за вас. Веќе пристигна најновата колекција Есен-зима. Пеко. Гаранција за удобен, елегантен и здрав чекор. Хот и хот. Куќи на модерното време. Нискоенергетски куќи изработени од природни, еколошки и висококвалитетни материјали со најдобра топлотна и звучна изолација. Еколошки здрави за живеење со мали трошоци за затоплување и ладење. Изградба за 30 до 60 дена, по цена двојно поевтина од било кој систем на градба. Ваше е само да обезбедите плац, да поставите фундамент и довод и одвод до фундаментот. Се друго е наша обврска. Систем клуч на рака. Купи куќа. Купи во Хот и Хот. Улица Момин Поток безброј, Скопје. Телефон 23097 141. Volkswagen Passat за 50 денари. Чиста вистина, но само со државна лотарија на Македонија. Пробај си е среќата, купи Instant Plus, среќни тркала и Passatот може да биде твој. Треба само да го изгребеш. Ако откриеш 4 среќни тркала, добиваш Passat, неизгребан, директно од салон на Porsche Македонија. Плюс гратис зимски гуми од Мотоцентар. Греби од забава, вози за задоволство. Државна лотарија на Македонија. За добро. Радио Слободна Македонија. Јагелија 97,7 FM. За братство и единство наших народа.
Nemam jaz, site velat neka mnogu baram, o baram, baram, no nema. Nemam jaz, site velat neka mnogu baram, o baram, baram, no nema. Nepravda, pa to je nepravda, imaš ti, nemam jaz, site velat neka mnogu baram, o baram, baram, no nema. Ovde nema воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија. Гостин во денешниот кворум на радио Слободна Македонија е пратеникот Благоа Деспутовски од ВМРО ДПМН. Деспутовски, што е со законот за забрана за објавување на бомбите? Ова законско решение беше ставено во парламентот, па потоа се повлече. Како вие гледате на овој закон и дали има најава од вашите колеги пратеници кога повторно би го доставиле во собранието? Значи, јас лично исто како и вас, новинарите, следам што се случува на политичка сцена. Се надевам дека ќе се имплементира целиот договор од пржино. Значи, се она што е предвидено во сите точки треба да се спроведе и треба да се спроведе без одлагање, со честна намера да дојдеме до предвремени парламентарни избори на кои ќе се види кому народот ќе даде довербата. Значи, тоа е основно. Што се однесува до овој, како вие што го нарекувате закон за бомби, прво јас не би го нарекол закон за забрана на бомби, затоа што бомби е секако забрането во секоја држава да се употребуваат. За мене лично би им кажал на сите политичари прво да се погледаат пред да зборат за бомби, за било што, да се видат на огледало и секој да каже: јас ништо не сум направил, ништо не сум рекол ни по телефон нигде, па можам да се бавам со политика. Јас сум од просечен граѓанин што се бави со политика, што знае дека сето тоа е непријатно прво за секој што би се слушнал самиот на тој начин објавен. Сметам дека тоа би им пречело и на сите, и од СДСМ, и од сите други партии, и доколку се договориле за таква работа, јас сум прво да ги донесеме сите други закони што се договорени и на крајот и тој закон ако е договорен и како што е договорен. Нема бегање од тоа. Видете, ако подпишале политичарите таков договор, треба да се спроведе и сигурно ние пратениците ќе го донесеме тој закон во интерес на сите, како што кажав. Непријатно е да зборуваме за бомби само од една страна, значи сето тоа треба законски да биде регулирано така како што е договорено. Ние ќе го донесеме и ви реков, за мене тоа не се бомби, се виде дека бомби се друга работа. Ова се незаконски стекнати прислушкувани разговори што се објавени на начин и во контекст кој му одговара на тој што ги објавува. Така.
Го споменавте договорот од Пржино, како обврска од тој договор од Пржино произлегуваат изборните правила. Договорени, но никако да се најдат пред вас пратениците. Проблем тоа што кочат разговорите во клубот на пратеници. Кој ги обструира овие преговори? Што велат од вашата партија? Дали вие разговарате на оваа тема во вашата партија? Која е причината за закочувањето на разговорите? Па, ние разговараме Така? како пратеници за сето тоа и мислам дека закочувањето на сите овие закони во собранието е она што го објави Брима Галуп, претходно и ИРИ, агенцијата за рейтингот на партиите на терен. Значи, во суштина, треба да се донесе новата изборна регулатива. Јас ви тврдам дека и по старата изборна регулатива изборите во 2014 година беа честни и поштени. Значи, немаше ни една приметба. Има 3491 месечини избирачко место. Сватете, на секое од тие избирачки места, во секој момент предплан и поплан имаше по 10 луѓе, минимум 10 луѓе, 5 од избирачкиот одбор, 5 посматрачи до 1 часот и после еден уште толку, значи по 20 луѓе. Некаде околу 70.000 луѓе го надгледуваа изборниот процес директно и немаше никакви проблеми, нити нерегуларности. Немаше. Ние го знаеме тоа и каква сакаат изборна регулатива да донесеме во овој момент, тоа што ќе го каже народот, тоа е. Сакаат избирачки список, сакаат нов, сакаат активна регистрација на избирачите. За нас е седно. Ние знаеме дека ќе гласаат тие што се тука и никој не може да направи нерегуларност во тој дел. Како можеш да направиш нерегуларност на избирачко место на кое има 10 луѓе кога ќе влезеш внатре? Се некој се знаат луѓето на избирачките места, се луѓето посматрачи од тоа место, од таа населба. Се знаат, барем во Кичево ние од ВМРО ДПМН и луѓето од СДСМ седевме и пиевме кафе додека луѓето гласа. Никој немаше никакви забелешки на избирачкиот процес. Мислам дека немаше ни една грешка, барем за Кичево им тврдам на сите дека немаше ни една грешка, нити една нерегуларност. Така да јас сум што побрзо да се донесе новата изборна регулатива и ќе ја имплементираме на изборите во април, ќе се имплементира и ќе видат дека најважно е мислењето на граѓаните на Република Македонија. Ништо не можеш да смениш ако граѓаните сакаат да те сменат. Така. Остануваме на тема избори и правиме кратка пауза. Утро. Пладне или ноќ. Твој пријател во секој дел од денот. Радио Слободна Македонија. Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на Радио Слободна Македонија. За сите оние слушатели кои покасно се вклучија на фреквенцијата на Радио Слободна Македонија, гостин во денешниот кворум е пратеникот Благоје Деспотовски од ВМРО ДПМН. Деспотовски, ги посочивте анкетите од Брима Галуп, односно последните истражувања на јавното мислење кои се појавија, според кои ВМРО ДПМН има убедлива предност пред СДСМ, премиерот Груевски има 3 пати поголема поддршка од опозицијскиот лидер Заев. Дали тоа значи дека СДСМ се плаши од избори и дали вие тој страв го гледате кај вашите колеги пратеници во собранието од опозицијата? Значи, тоа се гледа на секој чекор. Не само во парламентот, се гледа во секоја реакција на луѓето и поддржувачите на СДСМ, и во медиуми и секаде. Тоа е видливо, затоа што тоа е реалноста. На крајот, се ќе заврши со избори и овие анкети се толку точни, мислам дека се до 1-2% може да има техничка грешка, но статистичка, што се надевам дека воопшто не влијае на сето тоа. Значи,
СДСМ исклучиво се плаши од реалноста на терен. Тие мислеа дека со сето тоа ќе ги свртат граѓаните против ВМРО ДПМН, но граѓаните на Република Македонија веруваат на тоа што го гледаат, а не на тоа што некој им го кажува во контекст во кој тој сака да го чуе. Се превртуваат фактите. Видете, граѓаните на Република Македонија се многу паметни. Секој гласа по тоа што тој го чувствува, по тоа што тој го гледа, по тоа што тој има интерес или нема интерес од работата на оваа влада. Резултатите од работењето на оваа влада се видливи на секој чекор. И впрочем, ете не обвинува, многу вработувате, многу, не знам, државната администрација сте зголемили, но ние вработуваме не само во државна администрација, значи луѓето се вработуваат и во новоотворените фабрики од странски инвеститори, но и домашни инвеститори отворија во секој град. Јас барем знам, бев градоначалник, направивме индустријски зони на градовите каде што вложуваат домашни инвеститори. Се изградија многу домашни фабрики и тоа некој сака да го пермутира. Некој сака да каже дека ВМРО ДПМН вработува само во државната администрација. Не, почитувани граѓани, во државна администрација може да се вработат луѓе откако ќе се вработат во фабрики и во индустрија и во производство. Тоа се прави секојдневно, гледате, тој процес ќе продолжи и тоа беше и целта на СДСМ да опрекине тој процес затоа што знаат дека вработувањето, економскиот пораз, изградбата на патишта, инфраструктура, водоводи, канализации, училишта, спортски сали, тоа е тоа што го прави ВМРО ДПМН и да знаете, рейтингот и на Никола Груевски како премиер и на ВМРО ДПМН е голем само заради реализираните проекти. Сето друго што ќе го зборуваме, што ќе се караме и в парламент, што ќе кажуваме работи што сакаме ние да ги кажеме за другиот во лош контекст, ќе заврши. Ќе останат само проектите и мислам дека тоа е тоа што го држи ВМРО ДПМН на власт. Може би СДСМ требаше наместо стратегијата за негирање на сето тоа да каже да, вие работите, но ние можеме подобро, а не да речат вие се што работите против народот. Чувствува народот, знае народот. Тоа го знае и мислам дека изборите во 2016 година во пролета ќе го покажат тоа. Само работата ги одржува луѓето на власт. Секоја власт може да обстане само ако ја реализира својата програма. Знаете, ВМРО ДПМН настапува со своја програма и на локални и на парламентарни избори и после тоа кажуваме, имаме отчет, кажуваме тоа го сработивме, тоа дополнително го направивме, не сме го ветили, а тоа не сме го реализирале заради тоа и тоа. Така треба натаму да се работи, сметам дека секоја влада од сега натаму ќе мора на тој начин да работи. Така, пред малку се осврнавте на договорот од Пржино и изразивте очекување дека тој целосно ќе биде спроведен, но дали очекувате обструкции можеби од другата страна на спроведувањето на овој договор? Па не да очекувам, тоа еве се случува секојдневно. Значи, јас мислам дека многу лесно може да се имплементира договорот од Пржино, онака како што е напишен и онака како што е договорен. Но во контекст на сите овие анкети, што ви кажав, случувањата на терен, поддршката од народот, СДСМ сигурно бара излез или бара дополнителни работи за да може да го одолжи тој процес и да не се имплементира тој договор затоа што не им одговара. Јас не знам зошто да не се спроведе тоа што е договорено, онака како што е договорено. Не можете, откога сте се договориле нешто е сега, заборавив тоа, сакам уште ова. Не може, така и не е добро. И јас ви кажам, што и да бараат, и дополнително да бараат, и што и да се случи на избори во 2016 година, ќе изгубат заради проектите што ги има реализирано оваа влада. За ништо друго.
Така, господине Деспотовски, дали вие како пратеници сте на терен со граѓаните и што велат вашите чувства, дали повторно би ја добиле поддршката од нив? Па ние имаме секојдневна анкета, мислам секојдневна агенда во посета на граѓаните, тогаш кога не сме во парламент. Значи, од петок, сабота, недела, преку викенд сме со граѓаните и од она што го гледам, барем јас за Кичево, можем да кажем, значи, граѓаните ни веруваат, има граѓани што не се во одреден дел задоволни за некоја работа, но ние гледаме и тоа да го решиме и се она што го прави нашата партија е да ги исполни сите ветувања дадени кон граѓаните. Ние реални ветувања сме им дале на граѓаните и реално сме ги оствариле. Еве да ви кажем, да кажеме сте посетиле 100 семејства, може би 2-3 имаат некои забелешки, но тоа е тоа. Значи, не можеш да бидеш идеален, но сигурно дека граѓаните на Република Македонија ја поддржуваат политиката на ВМРО-ДПМН, на премиерот Никола Груевски и се надевам на уште поубедлива победа во 2016 година во април. Така, време за уште една пауза, па привршуваме со разговорот. Кавадарци, Неготино, 92,5 FM. Сум тука и не се ни препознавам. И секоја капка од твојата душа мене ме изволнува. Се сеќавам добро, некој ми рече таа не е за тебе. За сите дилеми и филмови разни, секој има проблем со себе. Биди така и остани до крај. Знаеш дека се случува. Сега и тука, животот е сега и тука. Сонот ми го земаш и ме оставаш без нив. Да ги љубам твоите усни. Сега и тука, љубовта во срце ми чука. Одеднаш те нема, ти исчезнуваш во миг и ме оставаш да чекам. Ни зборови празни, ни вистини разни, историја заклучена. И секоја грешка скапо се паќа, лекција научена. Но сега сме тука, во љубовна шема, нова силна вистина. И искрено да се даме, ма треба не тешка филозофија. Биди така и остани до крај. Знаеш дека се случува. Сега и тука, животот е сега и тука. Сонот ми го земаш и ме оставаш без нив. Да ги љубам твоите усни. Сега и тука, љубовта во срце ми чука. Одеднаш те нема, ти исчезнуваш во миг и ме оставаш да чекам. Сега и тука. Нема приказни двосмислени, само чувства искрени. Јас ти давам дел од себе. Сега и тука, животот е сега и тука. Сонот ми го земаш и ме оставаш без нив. Јас ги љубам твоите усни. Сега и тука, љубовта во срце ми чука. Одеднаш те нема, ти исчезнуваш во миг и ме оставаш да чекам. Сега и тука.
Дебар 98,9 FM. Реклами. Во новиот број на Република ќе читате: обвинителите го бранат уставот, специјалната пред Уставен суд, втора амнестија за Заев, предавници и свиркачи во ист кош, интервју Нола Измаиловска-Старова, македонското чувство е непроменливо, ерусалимско слово до Муртино, политиката не е за секого, природата не може да се контролира, поплавите најголема опасност за земјоделците. Со секојдневни нови информации читајте на republika.mk. Новиот број е во продажба од 16 октомври. Hot Global – идеално решение за решавање на станбеното прашање преку проектот Купи куќа, купи стан. Само за проектот Купи куќа, купи... Говори Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија. Добар ден, понеделник, 2 ноември, време за уште еден кворум на радио Слободна Македонија. Јас сум Бојана Димитриевска, водител и уредник на политичкиот магазин. Неодамна социјалдемократите ја раскинаа коалицијата со ВМРО-ДПМН во Кичево, која што беше формирана во пресред на локалните избори во 2013 година. Која е причината за растурањето на коалицијата? Дали СДСМ ги става партиските интереси над државните? На оваа тема, но и за законот за забрана за објавување на бомбите, изборните правила и изборите, денеска разговарам со пратеникот Благоја Деспотовски од ВМРО-ДПМН, народен избраник од Кичевскиот крај. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден за сите слушатели на Радио Слободна Македонија. Деспотовски територијалната поделба во 2004 година донесе прекројување на општинските граници, па така постојаната територијална организација во Кичевскиот регион доживеа промени. На последните локални избори во Кичево се судрија етнички концепти. На едната страна бевте вие како кандидат од ВМРО-ДПМН, поддржан од СДСМ, на другата страна Фатмир Дехари, од ДУИ, поддржан од ДБ. Се водеше битка и за Кичево и за Струга. Коалицијата Кичевчани за Кичево за време на предизборието функционираше, чинам, безпрекорно со оглед на тоа што имав можност да дојдам во Кичево и да видам како тоа изгледа на терен. Една ретка слика СДСМ и ВМРО-ДПМН да делуваат заедно. Што се случи сега? Која е причината за излегување на СДСМ од коалицијата? Најпрво да кажам дека многу ми е жал што СДСМ од Кичево излезе со едно такво соопштение, затоа што, да знаете, договорот што го постигнавме со СДСМ пред локалните избори 2013 година, можеби ќе биде урник за сите идни генерации во Македонија како треба на честни основи да се направи коалиција за стратешките интереси на граѓаните. Значи, ние и на државно ниво ќе треба партиите да имаат за сите стратешки прашања за Република Македонија, за името, границите, јазикот и сите важни работи за граѓаните на Република Македонија, за сите стратешки цели и СДСМ и ВМРО-ДПМН треба да имаат заеднички интерес и заеднички договор. Од тоа нема отстапување. Јас мислам дека сите држави во светот имаат таква стратегија и тоа мора да се почитува. Ние во Кичево направивме многу честна коалиција. Значи, таа коалиција беше на многу честни основи и дури подпишавме договор, што лично јас го подпишав и председателот на СДСМ од Кичево. И тоа беше со една единствена цел да покажеме дека ние, граѓаните на Кичево, имаме свој став за сите прашања што се однесуваат на граѓаните на Кичево, затоа што нас не сметаше да биде градоначалник албанец или германец или било што да е. Значи, ако е добар, ако се работи за име што ќе значи и за граѓаните и за човек што ќе направи за граѓаните на Кичево, нема проблем. Но вие знаете со каков концепт се судривме ние во Кичево и сметам дека таа коалиција Кичевчани за Кичево
требаше да продолжи и се надевам дека сите граѓани на Китчево, независно на тоа што СДСМ излезе со свое соопштение, тоа се однесува за нивните партиски членови. Но обичните граѓани на Китчево, таа коалиција секогаш ќе ја носат во своите срца и ќе ја чувствуваат и секогаш кога ќе треба ќе ја искажат. Тоа не беше коалиција на две партии, тоа беше коалиција на еднакво мислење на сите граѓани на Китчево и сметам дека СДСМ тоа го направи од дневно политички цели, сметајќи дека се наближуваат парламентарни избори, па сметаа дека на таа основа ќе добијат дополнително гласови, но граѓаните на Китчево и на Струга знаат добро кој ја направи територијалната поделба во 2004 година. Китчево беше изгубено со тој закон за територијална поделба во 2004 година, тоа го знаеа сите, но во 2009 година се одложи спојувањето на 4 општини Зајас, Вранештица, Другово и Осломи и затоа победивме на тие избори. Јас како кандидат на ВМРО ДПМН во тоа време многу убедливо ги победив сите други кандидати. Имаше уште 4 кандидати, 2 македонци, 2 албанци, ги победив сите 4:1. Но тоа не е важно. Важно е што во 2013 година граѓаните на Китчево, осем албанците, покажаа дека имаат чувство за иднината на Китчево, дека сакаат Китчево да напредува, да оди кон Европа, а не да се враќа во минатото. Тоа беше коалицијата Кичевчани за Китчево и таа ќе продолжи во срцата и умовите на сите кичевчани. Така, вие бевте градоначелник на Кичево, сега сте пратеник, народен избраник од Кичевскиот крај. Што се гради во Кичево во овој момент? Дали може да ги подсетиме, еве слушателите на Радио Слободна Македонија, што се владата во соработка со пратениците донесе за овој крај? Најпрво да кажам дека ми е задоволство што додека бев градоначелник реализирав над 300 проекти за граѓаните на Кичево. Значи, локални патишта, улици, канализации, водоводи, училишта, паркови, се она што можев да го направам, го направив. И мислам дека не можев повеќе затоа што буквално секој ден работев за Кичево, не бев на одмор 4 години, не појдов на годишен одмор, се со една цел да ги направам сите проекти што ми беа во програмата. И тие проекти, дел од тие проекти, поголеми, сработивме со владата на Република Македонија. За една работа ми е многу мило што ја изградивме слободната индустријска зона во која сега дојде америчката компанија Key Safety Systems и се надевам покрај неа ќе дојдат уште многу затоа што ова е реномирана америчка компанија што ќе вработи некаде 1000 лица и покрај неа ќе дојде сигурно и друга компанија затоа што знаат дека условите за бизнис, местоположбата на оваа слободна економска зона е многу добра и во тој дел ќе имаме и уште нови работни места. Но исто така, владата на Република Македонија го почна најголемиот проект за Кичево, а се надевам во наредната година ќе почне и автопатот кон Гостивар, значи се почна автопатот од Кичево кон Охрид и Струга, кој е голем проект, кој вреди над 350 милиони евра и кој на терен се одвива многу добро и се надевам дека и пред време ќе биде завршен од кинеската компанија Синохидро, затоа што таа компанија има реализирано многу добри проекти во Кина. Овој проект за нив е помал, иако за нас е многу голем. Како што кажав, во исто време треба да започне и изградбата на регионалниот пат од Извор до Бошков мост, што ќе значи поврзување на Кичево и Дебар и скратување на патот за околу 60 на километри. Сето тоа се големите проекти за Кичево. Се надевам сигурно дека ќе почне и изградбата на автопатот од Кичево до Гостивар, затоа што таа делница, како што знаат и сите слушатели на оваа емисија, дека патот од Гостивар до Кичево
обилува со многу кривини, има преку зимата снежни наноси. Така и многу сообраќајки, да, таква, баш каде што тука едно лице го помина. загуби Сега, животот. Така. значи, многу ќе придонесе изградбата на тој автопат за сите граѓани на Република Македонија, посебно за кичевчани, но и овој пат што сега се гради од Кичево до Охрид, да знаете, јас работев во полиција пред 10 години, 15, најмногу сообраќајки имаше во подрачјето од Другово до Лавчани, во местноста Лавчанско речиште, каде што имаше излетување на илјадници возила во зимскиот и есенскиот период, така да се надевам дека сите проекти за Кичево ќе продолжат и исто така сега кога е актуелно ова за здравство, ако сите зборуваат, да кажам една голема работа за сите кичевчани, во Кичево се гради болницата што беше почната во 1992-3 година. Так. И од тогаш се уништи, се зарасте, се искраде. Значи, се растури тоа што беше изградено, имаше внатре и парно грејење, и прозори, и ова, се тоа се растури и сега, пред 2 години, почна изградбата на болницата и се надевам наредната година Кичево ќе има нова болница што вреди некаде над 3 милиони евра и што е многу добро за сите нас. Така, правиме пауза, време за реклами и продолжуваме со разговорот на тема закони во собрание. Кичево 94,3 FM. Реклами. Македонија е земја на градители. Славиме, градиме и победуваме. Бетон ја гради Македонија. Приказната продолжува. Пеко повторно има фантастично изненадување за вас. Веќе пристигна најновата колекција есен-зима. Пеко. Гаранција за удобен, елегантен и здрав чекор. Хот и хот. Куќи на модерното време. Нискоенергетски куќи изработени од природни, еколошки и висококвалитетни материјали со најдобра топлотна и звучна изолација. Еколошки здрави за живеење со мали трошоци за затоплување и ладење. Изградба за 30 до 60 дена, по цена двојно поевтина од било кој систем на градба. Ваше е само да обезбедите плац, да поставите фундамент и довод и одвод до фундаментот. Се друго е наша обврска. Систем клуч на рака. Купи куќа. Купи во Хот и Хот. Улица Момин Поток безброј, Скопје. Телефон 23097 141. Volkswagen Passat за 50 денари. Чиста вистина, но само со Државна лотарија на Македонија. Пробај си е среќата, купи Instant Plus, среќни тркала и Passatот може да биде твој. Треба само да го изгребеш. Ако откриеш 4 среќни тркала, добиваш Passat, неизгребан, директно од салон на Porsche Македонија. Плюс гратис зимски гуми од Мотоцентар. Греби од забава, вози за задоволство. Државна лотарија на Македонија. За добро. Радио Слободна Македонија. Гергелија 97,7 FM. За братство и единство наших народа.
дека многу барам. О, барам, барам, но нема. Сакам да сум славен, јас сегде да сум главен. Мамо, мамо спаси ме. Ушто сакам да сум славен, кај ке ти да сум главен. Мамо, мамо спаси ме. Неправда, па тоа е неправда. Имаш ти, немам јас. Сите велат дека многу барам. О, барам, барам, но нема. Немам јас. Сите велат дека многу барам. О, барам, барам, но нема. Неправда, па тоа е неправда. Имаш ти, немам јас. Сите велат дека многу барам. О, барам, барам, но нема. Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија. Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија. Гостин во денешниот кворум на радио Слободна Македонија е пратеникот Благој Деспотовски од ВМРО ДПМН. Господине Деспотовски, 15 месеци опозицијата бойкотираше. Што сработе во тој период владеачката ВМРО ДПМН? И дали конечно се врати вистинската дебата во собрание или па според вас и претходно ја имаше? Значи, опозицијата се врати во собранието, но морам да кажам дека главниот проблем на СДСМ е што 15 месеци отсуствуваа во собранието на Република Македонија, кога собранието функционираше исто како да е во комплетен состав и ги донесе најдобрите закони за граѓаните на Република Македонија. Тоа е огромен проблем за СДСМ затоа што сите закони што ги донесовме во тој период се однесува на огромен број граѓани на Република Македонија. Еве да кажеме, со зголемување на пензиите и социјалната помош, бенефит имаат над 350.000 граѓани на Република Македонија. Го донесовме законот за трансформација на работниот однос со кој на сите вработени во јавната администрација што беа под договори и како волонтери, што има може би работно искуство и по 9-10 години, видов некои што имаат и над 13 години што биле волонтери или по договор за дело, им го трансформиравме работниот однос и некаде 5-6 илјади такви вработени добија решенија и си го решија статусот во работната организација во која давале огромен придонес. Можам да кажам само во Кичево 300 луѓе, над 300 луѓе добија решение.
Тоа е тоа што го прави ВМРО ДПМН. Исто така донесовме закон за зголемување го изменивме законот за пензијско и инвалидско осигурување, го сменивме и закон за работни односи, ги зголемивме платите во јавната администрација и државната администрација, ги зголемивме платите на полицијата, воведовме и многу нови мерки во сферата на труд и социјална политика, ја зголемивме социјалната парична помош, бесплатната парична помош, воведовме надомест за згрижувачки семејства, го зголемивме детскиот додаток, паричната помош за деца без родители, посебен додаток за материјално необезбедените родители и самохрани родители. Воведовме и нови социјални права, како што е еднократна парична помош за секое дете без родители, мерката за заштита од енергетска сиромаштија, правото на додаток за слепило, за потполно слепи лица, додаток за потполно глувите лица, додаток за деца со Даунов синдром, правото за додаток за мобилност, наменато за лица со 100% телесен инвалидитет и така натаму. Можам да кажам дека во овој период од 2006 година до сега просечната пензија е зголемена над 75%, а минималната пензија, најниската пензија над 90%. Тоа се работите што ги работевме во изминатиот период. Јас сум многу задоволен што сето тоа го сработивме и мислам дека ова ќе биде поука за сите партии натаму, дека битката се води во Собранието на Република Македонија, таму треба си присутен, затоа што таму се носат најважните закони интересите на сите граѓани на Република Македонија и така можете да ги придобиете граѓаните на никој друг начин. Значи, Собранието треба да биде центарот на демократијата во Република Македонија и тука треба да се води политичката битка. Сето друго ќе видат и луѓето од СДСМ дека сгрешиле што 15 месеци не биле во Собранието. Јас мислам дека тоа е нивна грешка. Добро е што се вратија, мислам дека сега кога се тука, уште повеќе, ние од ВМРО ДПМН ќе треба да работиме уште повеќе да внимаваме што и како носиме во законите, до ситница да ги прегледуваме законите, се со една цел, тие да бидат добри во интерес на тие што ги носиме. Вашите колеги, колегата Емил Димитриев од ВМРО ДПМН и Талат Џафери од ДУИ во Собранието доставија нов закон со кој ќе се реши статусот и на професионалните војници по навршени 45 години возраст. Едно исто вакво законско решение до Собранието доставија и пратениците од СДСМ, меѓутоа со нивниот буџет кој го предвидува во законот се решаваше статусот на 13 до 14 војници. Со вашиот предлог закон, односно на владеачката коалиција, се решава статусот на повеќе од 40 војници. Дали очекувате поддршка од опозицијската партија за овој закон? Сигурно ќе го поддржат и би требало да го поддржат, затоа што тој закон, како што сами кажавте, ќе ги опфати сите. Ние не можеме да носиме делимични решенија. СДСМ гледате во брзање, неспремни се луѓето, не беа тука, не си во тек едноставно соработите кога рачуне и ти да не си на работа година и пол. Не можеш веднаш да се снајдеш во сето тоа и затоа предложиле така нецелосен буџет. Предложиле со кој не се решава статусот на сите. Ако решаваме одредена група граѓани по одреден основ, треба да ги решиме сите, затоа што главната работа во Уставот е дека сите сме еднакви пред Уставот. Ако се решава статусот на еден новинар, треба на сите да се решат, или на еден пратеник, на сите. И тоа е добро и сметам дека и СДСМ ќе го поддржи затоа што се свесни дека тоа е добар закон. Така. Господине Деспотовски, јас ви благодарам за денешното гостување во кворум на Радио Слободна Македонија, со оглед на тоа што е неколку минути пред 12 часота вас точно напладне. Се извинувам, ви почнува седницата денеска во Собранието, а точно и на пладне почнуваат и вестите на Радио Слободна Македонија. Јас тука ќе ви се заблагодарам уште еднаш и ви посакувам успешен работен ден. Благодарам, чест ми е што бев ваш гостин.
Благодарам уште еднаш. Ви благодарам вам, почитувани слушатели, ви благодарам на вниманието. Останете со програмата на радиото во Боја и денешниот кворум беше во продукција на Радио Слободна Македонија, уредник и водител Бојана Димитриевска, техничка реализација Владимир Дамјановски, Дине Вучков. Ви посакувам пријатен ден. Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на Радио Слободна Македонија.